Некаде во септември месец ние веќе испромовиравме една компонента проект на PACE се вика, тоа е акроним од Partners Acquis Compliance и Energy Efficiency, значи усогласеноста на компаниите со Acquis, значи со европската регулатива и енергетската ефикасност. Ова е еден проект кој што го работат сите комори од регионот под водство на Eurochamber, а имат задача да се провери колкава е усогласеност на балканските компании со европското АКИ и со енергетска ефикасност, регулатива за енергетска ефикасност. Компонента не е сама на себе си цел, веќе е и одговор на обврските што проистекуваат од Директивата за енергетска ефикасност, која на 4 октомври беше усвоена од страна на Европската комисија и парламентот, а од која произлегуваат обврските во однос на ова содржина за земјите членки на Европска унија, а бидејќи ние сме во процесот на апроксимација, очигледно дека и за нас ќе се тоа однесува. Како завршни согледување на овој извештај од извршената ревизија, енергетска ревизија, дава сугестии и до компаниите и до носителите на политиките. До компаниите секако прва и основна сугестија е дека треба да се стремат кон рационализирање на потрошувачката на енергија, заради тоа што тоа носи големи материјално-финансиски бенефити, значително ја зголемува конкурентноста на производите и нормално поволно влијае на заштита на животната средина. Модернизирањето на нивната инфраструктура е еден од начините да се зголеми, но и менаџирањето со енергијата, односно паметното управување со користење на енергијата како една од најлесните мерки што дава позитивни резултати во енергетската ефикасност. Значи, тоа се трите клучни препораки на Eurochamber до компаниите во оваа насока, а до креаторите на политиките веќе станува збор за препораки кои што ќе обезбедат поголеми санацијски работи на објектите, ќе креираат стратегии со кои што ќе се спротивстават на неефикасното користење на енергијата, посебно во објектите каде што не се сопственици стопанските субјекти, односно во изнајмените објекти. Потоа да се направат бизнес зони каде што ќе може да се малите и средни предпријатија да се приклучат во мрежа на централно грејење, што значително ќе ги намали трошоците за грејење и климатизација. И да се даде поголем пристап на енергетските контроли, значи да може што повеќе од енергетските контроли да се спроведуваат, да бидат полесно достапни до малите и средни предпријатија. За ова сугерираат јавно финансирање. До 2014 година мора да се изврши проверка во сите компании, и мали, и средни, и големи, како и во јавни, да кажеме, објекти, установи и така натака, за да се направи мерење и проценка на трошоците, значи до 2014 година. Тоа ќе го спроведат експерти кои се или сертифицирани или обучени. Значи во овој миг комора има веќе 2 обучени експерти врз основа на овој проект. Во ова насока е и една активност на Европска унија, а тоа е поврзување на ланците, значи на трансмисија и потрошувачите на енергетика, и они цената која ќе се умрежи цела Европска унија во еден добавувачки ланец, дека ќе се до 2020 година дека ќе дојде до намалување просто неверојатно за 100 милиарди евра ќе се намалат трошоците на потрошувачи. Значи, тоа е дел од така наречена конективна Европа, каде имаме поврзување енергетско, транспортно и комуникативно. Така да предпоставам дека и кај нас во рамките на апроксимација на нашето законодавство со европско ќе се пристапи кон овите обврски, ако не сме членки на Европска унија, имајќи пред се
целта, а тоа е намалување на трошоците. Улога на комората е промовирање. Ево, со ова пресконференција и со овој проект ние промовираме едни нови обврски што ни предстојат во рамките на нашиот пат кон Европска Унија. ЦЕФТА е тест за нашата подготвеност да се справиме во рамките на ЕУ 27, односно 28 земји членки.